Ние сме општество во кое што менталитетот ни е веќе станат корумпиран. И не само што ни е менталитетот, тој е резултат веќе на еден општествен договор. Ние сме земја во кое што корупцијата е насегдека проширена. Да кажем, во хиерархијата на власта сите крадат. Краде од оној на паркингот до овој што е најгоре, до премиерот. И заради тоа е некако општествено прифатено дека е во ред министри да крадат, самиот лидер да краде, и тоа ако може најмногу, пошто и така сите крадат, па овој е на врвот на се, па тој треба да краде најмногу. При тоа има уште една додавка, веројатно не е само наш специјалитет, ама кај нас тоа особено е проширено. Јас ги гледам анкетите кога се прават анкети околу корупција и така натаму, и затоа како дел од тој општествен договор владе едно правило: подобро е нашите да крадат отколку нивни. Бидејќи целата држава е партизирана, бидејќи се стекнува и се прави и се успева и така натаму по некакви партиски линии, и онда кој да е на власт, јавноста која што го поддржала на избори, вика: па добро е, па што, па поубаво нашите, сите крадат и овие крадат, ама подобро нашите отколку нивните. И знаеш како, од тоа нема излегување. Знаеш, се вртиме во таа вртешница во кој што некако се создадоа неефикасни државни системи во кои што низ корупцијата завршуваш работа. И навистина е така. Тој таму на вратата кој што стои во матично, тој за некакви безсмислени 300-500 денари ќе ти помогне да извадиш за еден ден уверение за, не знам, државјанство, за венчани, за разведени, се што се вади. Значи све е дигитализирано, само што пак тој на вратата мора да го потплатам за да ми заврши работа.